Општина Штип распиша тендер за превозниците кои се заинтересирани да ги возат учениците од нивните домови до училиштата и назад. Ке се превезуваат ученици од приградските населби и околните општини до средните училишта во Штип. Имавме точно 5 понудувачи за 7 дела кои што дадоа своји понуди. 7 дела се на различни линиски релации. Првиот дел е Подареш Раклеш Ораовица и назад. Вториот дел е Инјево Дамјан Лакавица и назад. Третиот дел е Кучица Парналија Ебеплија Кепекчелија и назад. Четвртиот дел е Оджалија. Петиот дел е Шашаварлија, шестиот дел е Почивало и седмиот дел е Селце. Значи денес сите дадоа своји понуди за бројот на деца кои што ќе ги возат на овие релации, а после ова исто така имаат можност на електронско негативно надавање, ќе бидат поканети, исто така ќе дадат пониски цени доколку сакаат и после тоа ќе можеме да знаеме колку би ја коштала општината годишно за превозот за деца. Буџетските планирања за оваа услуга општината веќе ги направи. Биле предвидувани годишно да се издвојуваат околу 18 милиони денари, со што услугата целосно би била покриена. Општината грубо предвидено има околу 18 милиона годишно трошоци за децата кои што посетуваат задолжително средно образование, но сепак оваа бројка може да се менува според тоа колку тие негативно ќе нададат и колку ќе се постигне најниската цена за определена релација. Така да очекуваме бројката која што треба да се исплати, односно сумата која што треба да се исплати на економските оператори да се намале, па можеме да имаме и поголеми заштети. Во моментов исплатата до транспортерите кои ги превезуваат учениците се врши секој месец, но на општина Штип се уште и останува околу 400.000 евра долг за бесплатниот превоз, кој исто така се отплаќа месечно. Проблемот со заостанати долгови за превоз на ученици на истокот го има и Кочани. За период од крајот на 2013 година до денес, општина Кочани на име бесплатен превоз на ученици должи околу 25 милиони денари. Освен за учениците кои се жители на Кочани, право на бесплатен превоз имаат и средношколците од Делчево, Берово, Виница, Пробиштип и други помали општини во источниот дел на државата.